Почитувани, добро вечер. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва, ваш домаќин сум јас, Билјана Василева Трендафилова. Ке дебатираме за една многу актуелна граѓанска, но и жешка тема. Кому му пречи изградбата на нови рудници? Државата гарантира максимални еколошки стандарди при инвестициите. Пред 11 години сите рудници беа затворени и во колапс. Сега се инвестира за долгорочен економски бенефит. Од организацијата Стоп операција Сорос предупредија, започнува реализација на сценарио со кое практично се објавува војна на странските компании, кои пројавиле или пак ќе пројават интерес за инвестирање во државата. За еколошките стандарди и за законите кои ги применува Македонија ќе дебатираме во вечерашново отворено студио на телевизија Нова, а мој и ваши вечерашни гости се луѓе од академската фела. Со нас вечерва се универзитетските професори Сонја Липиткова. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Со нас е и универзитетскиот професор Блажо Минов. Блажо Бое, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. А овде присутен е и универзитетскиот професор Дејан Мираковски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Имаме нешто повеќе од еден час да ги расчистиме сите дилеми и отворени прашања кои провејуваа во јавноста. Липиткова, ајде прво да отвориме и да појасниме. Во Гевгелија ниту се гради, ниту е во план да никне нов рудник, но сепак имаше големи бура од реакции вистинска од населението. Дали се запазени сите еколошки стандарди и како оди процедурата кога се во прашање изградба на рудници и експлоатација на минерални суровини? Во Гевгелија во моментот се вршат детални геолошки истражувања, дадени за 2 концесии за истражувања. Ми рекоа да не користам термин концесии, туку дозволи, за да разбере пошироката јавност. Значи, таму се врши во фаза истражувањето. Едната концесија завршува истражувањето, а другата треба да заврши на 5 јули. Зошто сега, при крај на завршување на едно истражување, кое што воопшто не значи дека само по себе, во зависност од тоа што ќе дадат резултатите од истражувањето, ќе значи отварање на рудник, воопшто не мора во овој период, може да биде и многу подоцна, и многу после неколку години или една деценија, или воопшто да нема отварање на рудник. Јас навистина не знам, меѓутоа ние како експерти, како луѓе од браншата, сакаме да појасниме на пошироката јавност и на некој начин да укажеме на опасноста што овие моменти се случува, затоа што паушалните кажувања, нешто што не се знае во целост, неслушањето на стручната јавност, одењето со флоскули, со зборови дека отварањето на рудници, на секој рудник, посебно на металични минерални суровини, значи смрт за населението, значи луѓето кои што тоа го работат се убици, значи убиства на деца, појава на многу тешки заболувања и така натаму, е нешто што навистина кај населението што не ја разбира оваа проблематика, внесува немир и грижа пред се кај родителите, и тоа е инстинкт, тие размислуваат дали тоа навистина ќе предизвика во битката за профит, за заработка на пари, ќе предизвика за грозување и дали јас нема да бидам тој кој што утре ако се отвори таков рудник, како што кажуваат, кој што ќе предизвика такви несакани ефекти, ќе бидам виновник за одредени последици. И никој не се прашува во такви моменти и не беше прашана стручната јавност. Многу бргу сето тоа се направи, без Советот на општина Гевгелија да повика било кој експерт, иако самата општина и Советот имаа дадено согласност до Министерството за економија по закон, кога биле прашани и писмена, дека тие дозволуваат да се вршат тие истражувања, што е сосема нормално. Тоа секоја нормална држава, па и да речам и локална заедница, го прави и треба да го прави во иднина. Ниту една држава нема интерес да нема информации, да нема податоци со какво богатство располага, а државата прави стратегија преку своите политики како тоа ќе го ефектуира, кога и во кој обем. Значи, воопшто не станува збор за отварање на рудник и затоа може би ние како стручна јавност на ова не гледавме на начин на кој што треба, на вакви некои состојби да се појавуваме и нешто да објаснуваме. Туку сето тоа го сваќавме како една појава
што може зазема тек ради незнаење, тоа самата локална самоуправа ќе го разреши. Јас не сум од тој крај, не ги знам причините зошто и како. Кај мене лично објаснување само и прифаќање дека Гевгеличани е град кој што е на самата граница јужна со Грција. Таму има многу други дејности кои што земаат замав во поново време. Стапката на невработеност во процент е многу ниска во споредба со останатите региони на Република Македонија. Има дополнителна дејност, многу семејства, па може и примарна со земјоделие. И кога луѓето ја работа таа работа, а ова не им е основна дејност и во едно таков крај, кога тоа не се познава, назад години никогаш немало активен рудник таму, од ова може би имало многу и затоа реагираат, затоа што така беа поставени прашањата. И самото референдумско прашање, дали сте за отварање на рудници на металични суровини? Не постоеше, дали сте за отварање, после се наметна дебата со што тие ќе се произведуваат, која е опасноста, дали тоа ќе бидат подземни, бидејќи површински, бидејќи истражувањата не се завршени. Ние како министерства не сме добиле документи од освен Министерството за економија што ги добива редовните извештаи кои по закон самиот концесионер мора да ги доставува за да гледат како се одвива динамиката и кои резултати се добиваат. Министерството за животна средина дава согласност, меѓутоа потоа доаѓа улогата на Министерството за животна средина во вистинска смисла, кога концесионерот, добивајќи ги резултатите, ако ги потврди дека тие навистина се позитивни, дека тие во тој момент тој може да направи финансиска конструкција, како да кажам, и со кој што тој може да изрази спремност понатаму да премине во фаза на експлоатација, на отварање на рудник, тогаш тој следува фазата на целокупна обемна документација, преобемна, од тој професорите ќе го кажат да оставам, јас ќе се задржам на еколошката димензија, со која што паралелно по изработката на рударскиот проект следи изработка на студија за оцена на влијание на животната средина. Пред тоа студија за стратешка оцена на влијание, каде самата локална самоуправа по своите планови, локални еколошки планови, во кои што таа пишува во својот економски развој дали планира такви активности и тоа го дава на увид на јавноста. Нашите закони се сосема применети по директивите на Европската Унија. Ние ги имаме пресликано 100%. Дури во некои работи сме можеби и построги во временски дистанци како се даваат дозволите. Присутна јавноста во целиот процес. Значи, организираме јавни дебати, ја ставаме на веб страната на Министерството целокупната документација. Било кој професионалец, експерт и лаик може да ја види. Тоа месец дена стои. Се објавува дека ќе има јавна расправа во Весник. Значи, дневен весник, неколку дена, оди на локални телевизии и се покануваат сите граѓани кои што имат интерес да учествуваат. Тие доаѓаат, невладини даваат сугестии, тие се прегледуваат и од луѓето од Управата за животна средина се даваат и одредени препораки, се изготвува решение кое што се упатува и до Министерството за економија, кое ако не го добие од нас, понатаму не може да ја продолжи постапката. Се бараат мислења од многу министерства, земјоделие, води и така натаму. Значи, постапката е многу сложена и многу долга. Таа воопшто не е кратка постапка, таа е постапка што само оваа процедура трае повеќе од година дена во постапка, да не кажам изработка, експертиза, луѓе ја работат и странски домашни експерти со лиценци, кои што треба да одговорат на сите прашања и предизвици од својата експертска јавност. Ние како министерство дури одиме дотаму да откако сето тоа ќе го примениме, ги прашуваме и одредени наши научни и образовни институции експерти да ни помогнат дали сето ова во која насока, значи да ги дадеме своите препораки, дали е се во ред или имаат одредени сугестии за подобрување. Па дури тогаш се дава препорака. Затоа во Република Македонија 40 години повеќе нема отворено рудник. Ова е првата сега концесија за експлоатација што се дава на Казандол во Валандово, која што исто така следеше целата таа процедура и за која се доби дозвола за експлоатација.
Професоре, што ќе значеше издавањето на концесии за планината Кожув од еколошки аспект? Добро вечер на вашите гледачи. Благодарам на приликата што можеме да кажеме нешто за некоја тема која во последно време се малку повеќе експлоатира во некои насоки малце лоши или добри, независно од тоа времето ќе покаже во која насока е тоа направено. Меѓутоа, како и да, јас би сакал неколку реченици да кажам како вовед. Минералните сировини, односно природните ресурси, се составен дел на човековото живење. Тие се составен дел на нашето битие од првите цивилизации па до денеска. Значи, од појавата на првите цивилизации, од појавата на хоминоидите на планетата Земја, тие се занимаваат со таа работа и почнуваат да ги работат тие сировини кои се наоѓаат околу нив, во насока на тоа да го подобрат своето живење и својата напредок. И знаете и сами од историја може да видите дека постои камено време, постои метално време, бронзено време, бакарно време, железно време, постојат нови технологии. И тие ќе не пратат не само на земјата, тие ќе не пратат и во оној момент кога ќе ги направиме првите цивилизации, првите, да кажеме, населувања и на месечината и на Марс. Ние сме составени со тоа живење. Не може да избегаме од тоа. Државата, било која, не само нашата, никогаш не прави, да кажеме, моновалентен развој. Таа планира некој поливалентен развој. Зависи од тоа каква е морфологијата на теренот, каква е самата, да кажеме, конституција, геолошка конституција на самата држава. Ви имате и равничарски делови, имате и планински делови. Најголемиот дел од минералните сировини се концентрирани во другите делови, во попасивните делови. Не се концентрирани во равничарските делови. И затоа државата во својот рамномерен развој гледа да ги искористи тие сировини. Јас само ќе споменам уште нешто. Тие сировини се наша судбина, значи тие се наш дом, наша гробница, наше живење. Сите наши домови во кои живееме се изградени од тие сировини. Ниеден дом не постои изграден во кој немате природни минерални сировини вградени во него. Најубавите споменици на културата, најубавите изрази на нашето постоење на оваа планета се направени во тие сировини. Најубавите споменици на културата во христијанството, во муслиманството, во будизмот, во јудеизмот, во било која религија, своите искрени верувања кон она што значи возвишено и Бога, ги изразуваат во тие сировини, во каменот, во мермерот, во гранитот или во било кои природни минерални сировини. Од тој аспект гледано, нема резерва во тоа дали треба да ги користиме или не треба да ги користиме. Затоа во светот е воведен терминот одржливо искористување. Значи, степенувано одржливо искористување. Ние како држава, јас слободно ќе кажем и одговорно ќе кажем, располагаме со доволно знаење да произведиме инженери, наши инженери, кои може да работат не само кај нас, него било каде во светот може да работат и работат било каде во светот, кои можат на одржлив начин да ги искористуваат тие минерални сировини и да прават добро на граѓаните. Да прават подобар стандард на граѓаните, да прават подобро живење на граѓаните. Ниедно отварање на било која активност, стопанска активност, па макар и во делот на рударството, не се насочува кон тоа да биде лошо живење на граѓаните. Напротив, се прави за благосостојбата на граѓаните. Водејќи сметка за сите оние регулативи и законски регулативи кои постојат во поглед на одржливото искористување на сировините. Значи, не можете вие да влезете не само кај нас, било каде во светот, во искористување на природните ресурси, доколку тоа не е одржливо. Никаде нема да добиете дозвола. И во Македонија нема да добиете дозвола. Токму и тоа сакав да го прашам и вашиот колега професор, дали во Македонија се почитуваат модерните технологии кога станува збор за експлоатација на рудни богатства? Добро, и ја по-конкретно, без вовед директно, ќе кажам дека Македонија има и ден денеска имала и у историјата рударство, ден денеска има неколку современи рудници кои по сите технолошки, по оперативните параметри, и по технолошките, и по безбедносните, па и по тие што значат безбедносните за рударите, и по економските, и по еколошките параметри се водечки у сферите у кои што работат. Имаме рудник од светска класа. По параметри, по безбедносни параметри имаме рудници од светска класа. У бројки, да ви кажам, просечно 250.000 работни часа, без никаква лесна повреда, никаква повреда за индустријата ние имаме рудници што надминува 600, 700, 800.000 работни часа. Да не мислам
веројатно струката сите се знаеме и знаат за кои фирми. Имаме за жал и негативни примери, меѓутоа имаме и одлични примери. Имаме примери на рудници у кои што емисијата на загадувачки компоненти кои се функционални рудници кај нас и минимална и ги задоволува сите барања на дозволите кои што се им дадени. И Бучем и САСА има оперативни дозволи, интегрирани Злетово, да не ги спомнувам сите поимења, меѓутоа генерално стандардите се почитува и ја мислам дека као и секаде имаме и добри и лоши, али рударството одавна тие старите слики на небезбедни работни места, на загадена околина и така натаму, модерната индустрија го менува и модерната индустрија и не може да работи и не би требало да работи ако таа слика стои. Ние веќе имаме примери кои што целосно ја менуваат таа работа и јас сум исто сигурен дека со нашето ниво на знаење и со постигнатите резултати, мислам дека ќе можат некои работи многу подобро да се прават. Само да се надоврзам во оваа насока што колегата Дејан зборува. Заборавете се што се случува сега. За кратко да забораваме. Значи, во Македонија нема отворено такви капацитети за 30-40 години. 40 години според статистиката. Значи, екзистираат само старите објекти, оние кои се во функција. Заборавите ова, дека не постои, како да го нема. Дали примерот на постојните рудници не е доволен пример да зборува што тоа ни се случува во средината. И тоа во стандарди, далеку од овие денешните стандарди. Тие се изградени во стандарди на поранешна Југославија, кои беа далеку од ова што денес се применува. Кои се влијанијата што ги остварија во нашата животна средина? Беззначени. Беззначени. Колешката Лепиткова синоќа на една емисија добро спомена. Ние сме држава во која сите пиеме вода од водоводите. Сите дојде. Најголемото влијание на сировините кои го прават на системот на подземните води. Најголемото. И на системот на површинските води. Нашите води се во перфектна кондиција. Не треба да бидеме толку, да зборуваме толку лошо за нашата собствена држава. Нашата држава собствена има прекрасни еколошки стандарди, имплементирани и употребени. Мислите дека другите имат подобри од нас? Мислите дека тие пијат поквалитетна вода од нас? Ние пиеме многу поквалитетна вода од било кој од другите европски држави. Меѓутоа, изгледа сакаме по некој момент да зборуваме нешто, не знам од кои побуди, од кои причини навлегувам во тоа, не наоѓам ни замерки во тоа што се зборува и треба да се зборува, меѓутоа треба да се слуша и таа научна јавност која нешто знае, која сепак нешто може и да каже. Слободно ви кажам, од најодговорно тврдам, имаме доволно знаење да ги пробуваме тие ресурси. Ако вашите колеги велат дека имаме знаење, стручен, квалитетен кадар, се применуваат модерните технологии кои се на ниво на европските прописи и правила, да објасниме пластично и за нашите граѓани и за пошироката јавност, низ колку институции треба да помине едно истражување, едно испитување за да се добие соодветната дозвола? Јас кажав да не зборам речиси ни сите институции. Мора да се добие согласност од Министерството за земјоделство. И то од неколку сектори од Министерството за земјоделство. Само од Министерството за животна средина поминуваат исто неколку сектори. Секторот за води, секторот за природа, секторот за просторно планирање, секторот за животна средина, на крај доаѓа секторот за интегрирана дозвола и контрола на управување на тие ресурси. Така да Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство во една фаза се прашува, односно Институтот за јавно здравје, значи Геолошкиот завод, тоа сакам да го напоменам особено, Геолошкиот завод во Република Македонија, за жал, 20 и неколку години беше буквално укинат како институција. Тоа е најголемата, како да кажам, дупка која што настана во развој на оваа дејност во вистинска насока. Република Македонија го имаше формирано својот прв геолошки завод со своето формирање на президиумот на АСНУМ, прва институција која што се формираше таму. Геолошкиот завод беше тој што ги направи основните истражувања, првите карти од секаков вид, не навлегувам сега во детали.
Геолошкиот завод беше институција која што сите тие податоци ги собираше, една од најеминентните институции во државата, со лаборатории, со доктори на науки едуцирани надвор од државата. Рамо до рамо чекореше со знаењето со сите геолошки заводи во републиките во бивша Југославија. Ние се доведовме во ситуација да бидеме единствена држава во Европа која долг период немаше таква институција, која освен тоа што требаше да ги работи геолошките истражувања, минералните ресурси, металите, водите, картите да ги сработува, таа директно влијаеше на просторното планирање на државата. Тоа е главниот фундамент на развојот на планирањето на една држава со стратешки аспект. Заедно со колегата, со професорот Боев, ректорот на нашиот универзитет, долги години за тоа расправавме и имавме храброст да поведеме иницијатива и да наидеме на разбирање таа институција да се возобнови. И го направивме законот за геолошки завод така како што ние сметавме дека еден современ завод, современа институција треба на Република Македонија, не многу гломазна, меѓутоа доволна за да може сите овие работи да ги решава. И да не се случуваат такви проблеми. Таа се возобнови пред 3 години и во моментот кога почна да работи секако со нормални почетни маки, поддржана и од меѓународни институции што работат во оваа област. Ја донесовме целата документација од Сојузниот архив во Белград. Ние буквално во Република Македонија, Министерството за економија не располагаше со документација која што ја имаше геолошкиот завод. Таа беше расфрлана по подруми, по приватни збирки и секој ја даваше така како што сака, да не речам, можеби некои викаат и ја продавале, јас не знам. Меѓутоа ја донесовме дигитализирана, потоа ја искениравме и во хартиена форма и таа денеска се наоѓа во архивите, односно се наоѓа во библиотеките на Геолошкиот завод. Секој документ од стручен аспект што ќе се сработи од оваа област оди на ревизија во Геолошкиот завод. Таму работат и научни и стручни комисии по различни области кои што повторно даваат виза на тие документи на нивната ревизија. Само за ваша напомена, не постои земја во Европа, дури и Косово, кои што немаат геолошки завод. Тоа нешто дава гаранција дека во иднина овие процеси ќе имаат многу подобар стандард и многу подобри резултати и овие работи е најдобро да ги работи државата, нашите институции и кој ќе ги сработи овие истражувања, основни, па понатаму нашите институции, кој што кажа професорот, имаме кадри кои што тоа може да го работат, да го понудат на инвеститорите со сите обезбедени документи од сите релевантни институции, како готов документ и да кажат ова е поминато ни сите фази на јавна расправа. Ние сега се доведовме во ситуација да даваме многу лоша слика пред странските инвеститори. Нешто што државата го направила, го понудила, го дала, го обезбедила, сега се доведуваме во ситуација, а странските инвеститори кои што ако одлучат да градат рудник, тие немаат толку пари, тоа се многу скапи инвестиции. За ваша информација, и Ловица кажуваат вака првично, тоа може би повеќе ќе чини околу 500 милиони евра самота градба на рудникот во овие фази. Тоа никој не го има како готова пара, ниту една фирма, за неа стојат големи банки, кои што за да корпорации, кои што за да можат да дадат согласно за тие кредити и влогови, тие првично нешто што бараат е да бидат исполнети еколошките стандарди, затоа што на таа мапа на банки, на тој список, ако она подржи нешто кое што не одговара на стандардите на Европа, на високо развиените земји и фирми кои што со тоа се бават, таа ќе биде можеби избришана или тргната и никој со неа сериозно нема да разговара. Од тие причини тие се многу внимателни и затоа во Република Македонија, во земјите што не се членки на Европската унија и во оние кои што претендираат да бидат како Србија, како нас Албанија, они бараат уште построги критериуми. Значи ги продолжуваат роковите за јавни расправи, продолжуваат рокови за да може да се исполнат одредени барања, да се одговорат одредени прашања. Јас одговорно можам да кажам дека нашите институции ги следат тие барања и ние како Министерство за животна средина и управата ги едуцираме постојано кадрите. Секоја година
правиме нивни додатни обуки, дали тоа се на универзитетите, дали се тоа надвор од Република Македонија, посебно се присутни во Јапонија, во највисокотехнолошки, меѓу највисокотехнолошки развиените земји, по 3 месеци секторот за евроинтеграција праќа луѓе кои што се обучуваат во Кјото, обично таму се држат тие обуки, за да можат тие стандарди високосветски да бидат применети кај нас. И тоа така се применува. Не знам кој може секој да каже лаички, меѓутоа оние кои што тоа го работат, што се експерти, многу добро знаат дека тоа е така. Ние како Министерство за животна средина имаме случаи кога завршило истражување, била доставена технологија, значи писмо со намери како фирмата планира да го отвори тој рудник и кои технологии и техники за екстракција ќе ги применува за одредени капацитети, сме рекле дека тоа не може да биде применето. Дајте друга технологија, побезбедна и покрај огромните убедувања и притисоци, затоа што го даваме на мислење на пошироката јавност и стручна и научна, ние сме кажале конкретно за кадијица рудникот во Пехчево за бакар и полиметали, дека со таа технологија не може да оди таа експлоатација и не може да се мисли, и тој застана, дека туку така вработените во Министерството кои што имаат одговорност за својот потпис и печат, и морална, и кривична, и прекршочна, не може туку така да дадат потпис. Многу се внимателни, дури и превнимателни. Тие се гарант на безбедноста на нашите граѓани. И тие се, тука е растурена довербата во институциите со овие процеси. А тоа е многу лош процес. За еколошките стандарди, но и за економските бенефити од изградбата на вакви рудници во Македонија и пошироко ќе дискутираме веднаш по кусата пауза за реклами. Почитувани, останете со Почитувани, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Ве подсетувам, вечерва дебатираме за една многу актуелна и граѓанска тема која предизвика бура од реакција. Тоа е референдумот кој што се одржа во Гевгелија, на кој што граѓаните беа прашани дали се за или против изградба на нови рудници. Имаме навистина стручна дебата, бидејќи овде е дел од академската фела со вас во студиото на телевизија Нова. Ве подсетувам, со нас присутни се професорите Блажо Боев, Дејан Мираковски и Сонја Липиткова. Професоре Боев, ако зборуваме дека сите стандарди се запазени и дека нема простор за паника од некакви еколошки импликации, од каде тогаш е присутен стравот кај локалното население? Ако зборуваме за случајот на општина Гевгелија, колешката Лепиткова објасни и во повеќе наврати е кажано, не станува збор ниту близко до реализација на некој проект, што значи да кажеме градење на рудници. Таму беше употребна формулацијата рудник на злато. Тоа е малце подалечна идеја. Сигурно дека има издадено дозволи за истражувачки активности, сигурно постои тие дозволи за истражувачки активности, доколку има позитивни резултати, може да следат и други активности во делот на намера на отварање. Меѓутоа тоа го следат многу документи и многу документации кои значат оценка до оценка, преоценување на сето она што би значило да се дојде до реализација на таков еден проект. Отварањето на еден рудник, знаете, во поранешните, да кажеме, преди 20-30 години, од почетокот на работите до крајот поминуваа сигурно 30 години. Денеска можеби тој процес малце побрз, меѓутоа не е така брз. Баш поради тоа што се инсистира во европски регулативи да се употребуваат така наречени BAT технологии, односно најдобро достапни техники. Без тоа не може да се замисли проект кој не ги обединува најдобро можните техники во даденото време. Значи, во ова време во кое живееме, тие техники што се признаени и во науката, и во технологијата, дека можат безбедно за населението и за животната средина да направат економски бенефит. Доколку под поимот на рудник се подразбира не само рудни резерви, него дали тие рудни резерви може да ги издржат сите потребни дејанија на нив, од аспект на безбедност, од аспект на заштита на животната средина и здравјето на граѓаните, и на крајот, кога се тоа се сработи, дали има економски бенефит. Ако не има економски бенефит, нема никој да го отвори тоа. Доколку покажат на анализите дека сето кога се имплементира тоа, таа сировина нема такви перформанси. Значи, нема такви перформанси. Стравот кај граѓаните е нормална реакција.
од непознатото и од незнаењето, од неинформираноста веројатно. Можеби тука се и кај нас, можеби во научната и стручната фела, можеби треба малце почесто појавување во медиумите за нешто што е новина, за нешто што е ново, да се објасни, да се прикаже на граѓаните на некој начин кој е прифатлив за нив. Можеби ние дискутираме во некои моменти малце повеќе стручно, повеќе научно, па можеби не разбира помал круг на население, не оној поширокиот круг на население. Така да од тој аспект гледано не треба да му најдеме мана на граѓаните. Граѓаните мислат така како што мислат. Меѓутоа, па уште ќе кажам, на случајот на Гевгелија, референдумот е спроведен, меѓутоа прашањето на тоа дали тој ќе ги даде резултатите или нема да ги даде резултатите, ќе покаже времето во кое доаѓа. Мираковски, зошто само да се докажем. Таму беше насочено прашањето во поглед на експлоатацијата, можна и на експлоатација на злато. Златото како метал е исклучително важен за било која цивилизација. Не постои општество на планетата кој ќе се така лесно откаже од таа сировина доколку ја има во економски категории. Ние со себе носиме злато. Денеска најголемите рудници на злато не се наоѓаат во планините, него се наоѓаат во оние телефони мобилни, во оние компјутери, да кажеме, и таблети што ги носиме со себе. Дали тоа значи дека ние ќе спроведиме референдум на државата, дека нашите електронски апарати кои ги купуваме, еднаш ги плаќаме, дека поново ќе ги продадиме без пари, а некој ќе го издаде тоа злато од нив, само злато и другите благородни метали кои се наоѓаат во него, и поново ќе ни го продаде. А ние ќе кажеме, не, ние во државата нема да имплементираме такви технологии. Технологиите на добивање на злато, што беше клучниот момент во референдумско изјаснување на Гевгелија, клучниот момент, се недоволно објаснети. Јас само ќе поставам едно хипотетичко прашање. Најобично хипотетичко прашање. Што ако Гевгелија има рудник на злато? Да поставиме дека има рудник на злато. Сега имаат референдум во кој не ги прифаќаат технологиите постојни. Меѓутоа, јас ќе ви покажам најнов труд од референтни списанија. Ова е најреферентно списание што постои на планетата. Nature Communication. Каде што се објавени најновите резултати токму на екстракцијата на злато и на новите методи кои ќе влезат сигурно во употреба за наредните неколку години. Што покажува? Ова се потполно безопасни методи во делот на животната средина. Овдека како екстрактори на златото не се користат цијаниди, како што некој сакаш да го прикаже дека тоа се премногу опасни материи, дека се толку опасни, а припаѓаат во така наречените најдобро пристапни практики, да кажем, во многу земји во светот, ќе се воведува, ќе се користи наједноставното брашно од пченка, кој сите го јадиме. Кој има во Гевгелија во изобласт. Значи, овои технологии најверојатно што бидат право на граѓанство за неколку години. Ја претпоставувам дека Гевгелија сигурно, доколку постои таму, бидејќи истражувањата не се завршени. Таму нема информација дали уопште има рудник, дали има уопште наоѓалиште на злато. Нема таква информација. Значи, можеби кога ќе се воведат овие техники, се вратат назад на својот референдум и ќе кажат да, сега, да, ќе правиме напредок, ќе правиме развој за граѓаните, ќе правиме подобро живење за граѓаните, бидејќи, па ќе споменам, не постои држава на планетата која се откаже од резерви на злато, доколку тие имаат економска вредност и доколку можат со најдобри можни техники без штетност на граѓаните и на населението да бидат извадени. Таква земја не постои. Мираковски, бевте ли вие консултирани и повикани од страна на локалните власти? Како експерти, како универзитетски професори, да го кажете вашиот став? Ја не би многу дискутирал и за референдумот, пошто искрено ви кажам, тоа беше се брзо, не сме учествувале, нити биле прашани околу таа тема. За мене инволвирањето на граѓаните не е лоша работа. Дали се добро информирани или не се, тоа е веќе предмет на дискусија. Меѓутоа, на овај начин и индустријата, и јавноста, и сите ние можеме на некој начин да научиме како подобро да ги искомуницираме со луѓето што се заинтересирани. Инаку нормално е да бидат заинтересирани ако им се дадат информации кои што покажуваат дека еве тоа е многу опасно и така натаму. И добро е да се искористи као општо проблемот кој што се јави да се искористи, да сите, посебно и државните органи, и локалните, и индустријата која што се бави со оваа работа, да подобро ги искомуницира сите, па и научната фела, подобро ги искомуницира реалните
карактеристики на индустријата, дали тоа стварно е така или не е така, пошто пак ќе ви кажам, модерната индустрија е драстично променета од тоа што беше пред 30 или 40 години. Значи, сликите од пред 30-40 години, верувам, дури и у земји кои што има многу по-низок економски развој од Македонија, нема да поминат низ државните служби, а у современите земји, и ние секаде имаме рудници на злато, кои што користат процес на цианидизација, кој што е генерално у денешно време затворен процес, целосно индустриализиран. Значи, апсолутно не се работи за отворен процес, него целосно индустриализиран. Тоа е фабрика. Не се работи за нешто отворени купови и така натаму, тоа го нема, али тоа го има во држави кои што имаат многу високи еколошки и строги еколошки норми, а се по-проблематични да ги експлоатирате со многу вода, као Финска, као Шведска. Шпанија има, добро, Шпанија нема многу вода, али има такви рудници. Турција има такви рудници, значи, финците конкретно се лидери у оваа работа. Најголемите рудници за злато кои што користат процеси на цианидизација се во Финска. Китила е најголем рудник, има на Агнико Голд, тоа е канадска корпорација. Канаѓаните и американците се и најголеми приматели на инвестиции во рударството и најголеми даватели на инвестиции. И они имаат, ево, тие процеси се до таа мера, да кажам, унапредени да се тоа најчесто целосно автоматизирани, ниско енергетски, не трошат многу енергија, хемикалиите кои што се користат се строго регулирани. Прво, сите тие, посебно цианидните хемикали или натриум цианидот, е толку строго регулиран на пазарот да се знае точно и кој прави, и кој купува, и како го складира, и колку го троши, и како го троши. Ради проблемите кои што може да ги, мислам, пред се ради можната искористување у некои други намени што не би требало да се користи, е строго регулиран и имате затворени процеси. Тие процеси подразбираат да материјалот се искористи за растварање на златото. Златото тешко се раствара, затоа е доста скапо. Го користат за растварање на златото, но во затворен процес, а после тоа го уништуваат со дополнителен третман, пероксиди, водородни пероксиди, со специјални, со суфор диоксид и компримиран воздух. Тоа се раствара до таа мера да цианидите ги немате во отпадниот материјал. Ги нема во отпадниот материјал до ниво кое што е прифатливо за вода за пиење, а не до ниво за отпаден материјал. Значи, забрането е да депонирате отпаден материјал со содржина на цианиди над 0,02 ppm. Не знам, тоа се ppm е дел од милион, значи у едно фудбалско игралиште, метар високо, да ставите една кафена лажичка, да расеете по него и да пробате да го најдете. Тоа се многу мали количини на материјал што се дозволени. Индустријата ги има тие страи, има посебни, како да кажам, има посебни регулативи кои што добрите рудници, условно кажано, рудниците у модерните земји многу стрикно ги почитуваат и на тај начин покажуваат и на јавноста која што го користи златото. И за јавноста у западни, мислам, у развиените општества е неприфатливо ако ние го добиваме златото на некој нееколошки начин. Па не само златото, било кој метал да го добиваме, а од друга страна па и ни требаат тие метали. Било кој метал е неприфатливо да го добиете на нееколошки начин. И за мене, као личност, е неприфатливо. Ако ние копаме 20 години па 1000 години после чистиме, е апсолутно неприфатливо. И се слагам и со луѓето, јавноста, ако така го правиме, ако на тој начин го правиме тоа, јавноста со право ќе реагира дека тоа не е прифатливо. И треба да го каже, да, ние не прифаќаме такво нешто. Меѓутоа, не зборам конкретно за Гевгелија, пошто таму и нема информација, искрено да гам, нити знам, нити мислам дека некој знае, не знам, да, и од каде, како се дојде, веројатно, мислам дека никој не знае. Ја сметам дека и не треба да се прават рудници у сите области. И тоа треба да биде јасно. Не може да направите, спомена професорот Боев, количината на метал треба да биде доволна да може да ги издржи сите еколошки мерки кои што ќе ги наметнеме. И едноставно можат да кажат, добро, тука на некоја убава планина као Кожов нема да копате површински коп. Завршена дискусија. Сега, ама после 500 години. Сега не. Сега не. Или едноставно ќе го користите. Тоа мора да го знае јавноста. Значи, ако не се исплаќа, никој не би поддржал, ако нема доволно
за да може прво да биде безбедно за животната средина, второ и регулативите, законите бараат да вие после земјиштето го вратите со некоја иста намена, минимум иста, или подобра намена доколку локалната заедница се согласи со тоа. Па прават на старите рудници игралишта за голф, прават, не знам, езера од мермерните рудници и така натаму. Значи, вие по законите и сите нови рудници, не знам како да ви обяснам, се проектираат за добро да се затворат. Да. Ако не треба да ги проектира. Од почетокот се знае затварање. Од почетокот се знае што ќе направиме за да го затворим. Само за Иловица, да кажам, може да ме надополните. Значи, за рудникот Иловица, кој што сега е во фаза на добивање на дозвола за експлоатација, помина јавната расправа, се уште не е издадено решението од Министерството за животна средина по студијата за оцена на влијание на животна средина. Јас не би навлегувала тука колку се резервите, меѓутоа вака со бројки би кажала дека профитот што треба да се оствари од продажбата на тие метали, монометали, кои што таму ги има, се цени по сегашните цени дека ќе биде некаде од 3,5 до 4 милиарди долари. Тоа е вредноста, не е вредноста, не, да, вредноста, да. Од тоа 60 до 70% ќе остане за овој рудник во Република Македонија. Меѓутоа, 100 до 200 милиони долари во проектот се предвидени да бидат наменети за затварање на рудникот. Значи, тој треба да има доволно економски бенефит, за да може да предвиди толку средства, за да може тој рудник после своето завршување како таков да се врати во состојба можеби подобра од првобитната, како што кажа колегите, а од друга страна ефектите секоја година која што една општина Босилово, пак зборувам со сегашните цени кои што се проектирани, ќе има добит некаде од 2,85 до 3 милиони евра во услови на запазување на сите можни стандарди. На тоа додатно и она што значи општествена одговорност и соработка со локалното население на развој на сите придружни и пропратни активности кои што тоа население ќе ги има или во таков еден живот ќе посака да живее и да ги има. На развојно образование, на култура, на здравство, на спорт, па дури и на поквалитетно земјоделие и поквалитетна храна. Тоа сакам да го објаснам на граѓаните, дека тоа само по себе, само добрите вакви капацитети, со применети сите техники, се гарант за високо ниво на еколошки стандарди во еден крај, во еден регион. Од тоа што сега го имаме, имаме општини сега што имаат богатство, не е тоа ефектуирано, тешко живеат, се иселуваат максимално, иако се земјоделски, тоа ќе значи високи плати и ќе значи образован кадар кој што ќе произлезе од тие средини и враќање на кадрите кои што може би излегле, ама секој има исконска желба да се врати во родниот крај ако ја има и да таму продолжи да живее во услови кои што ќе нудат стандарди и повисоки од тоа каде што сега, например, се наоѓа и каде работи. Тоа е она што Република Македонија стратешки треба да го прави. И повторно ќе кажам, со задоволување и имплементирање на сите највисоки можни еколошки и техничко-технолошки стандарди на работа. Ако вие како академска на ова што колешката зборува, може би е добро за воиднина, за ваквите случаи, да се превенираат ваквите случаи на неинформираноста на граѓаните и на стравот кој постои кај граѓаните. Да има повеќе равни расправи и дебати. Не само тоа, може би компанијата треба да собере дел од граѓаните па да ги одведе во нивниот активен рудник кој постои негде во некоја друга држава. Тоа го правеле, јас сум информирана. Да видат како што ќе изгледа. Не разбирате, неинформираноста и стравот е нормална работа и нормална реакција на било кој. Ако вие како стручна јавност и нели, сепак сте експерти во оваа област, тврдите дека Македонија како држава досега и во иднина ќе ги запази на максимално ниво сите овие еколошки стандарди, тогаш да зборуваме за економските бенефити. Ако не ги, само да ја прекинам, ако не е во состојба да ги запази, не треба да ги отвара рудниците. Така, мора да биде во состојба да ги запази. Одговорна власт е само таа власт. И таа е добра за граѓаните која ќе води сметка за граѓаните и која ќе води сметка за нивното здравје.
во степенувањето на важноста на ресурсите прво доаѓа здравјето на граѓаните, а потоа сето друго. доаѓа економскиот бенефит. професоре, Ајде да објасниме. Затоа зборувам, затоа се употребува формулацијата одржлив развој. Професоре, не значи дека ништо да не се отвара, ништо тоа да не не се значи. врши притисок врз животната средина како што сега сака да се наметне. Значи и чиста животна средина и здрава животна средина. Најмалку тоа значи. Тоа е најлошиот пристап, токму она што го кажа професорот. Концептот на одржлив развој е она што значи и развој и екологија. Да. Тој не оди, економијата и екологијата одат спрега. Словенија кога председаваше со Европската унија, таа одеше со слоганот економија, екологија, енергетика. Одеше со сите тие три сегменти, бидејќи тие, ако немаш тие енергија, ресурси своји, ти не можеш и многу да правиш развој. И треба граѓаните внимателно да ги следат. Нашиот народ е многу умен. Понекогаш може би знае да потпадне под влијание. Меѓутоа, кога ќе ги сите работи кои ќе ги расчисти, кој ќе седне сам да ги размисли, кога нема влијанието да биде странично и кога ќе ги слушне сите страни, тој знае да просуди што е одредена намера и во кој правец тој треба да се движи и кои политики како такви да ги прифати. И ние сите заеднички на тоа треба да дадеме поддршка. Сакав да прашам што ќе значи од економски аспект издавањето на вакви концесии токму за тој крај, за населението кое што живее тамо. Спомнавме дека конкретно за Гевгелија е сепак општина каде што има многу ниска стапка на невработеност. Невработеност, да. Во дискусијата беше споменато дека во делот на просторното планирање на државата, на нејзиниот развој, може би е добро она што се предлагаше и во минатото да се спроведе, може би сега во овој момент во иднина, да се зонира Македонија во поглед на тоа од аспект на екологија, од аспект на да кажеме на природни ресурси, кои се тие површини и кои се тие делови на кои би требало да се изведуваат такви активности. Некои има делови кои во овој момент можеби не би требало да се изведуваат такви активности. Меѓутоа, во некои делови во кои имаме значајни ресурси од една страна, од друга страна можеме да имплементираме добри практики. Имаме добро Министерство за животна средина кој може да ги следи регулативите. Не е добро да одиме во насока на тоа да не ги искористиме за доброто на граѓаните. Значи мора да ги искористиме за доброто на граѓаните. Тие носат економски бенефит, голем економски бенефит. Од друга страна, ако земете територијата на Република Македонија по својата површина и по она што се наоѓа под подотворени рудници, вие не можете да го изразите во проценти тоа? Тоа не може да го изразите во проценти. Воопшто не може да го изразите во проценти. Значи, не станува збор за огромни територии кои се зафатени, да кажеме, со некоја активност во која не можат по завршувањето на рударските активности да бидат вратени во првобитната положба. Секоја зафатена површина може да биде рекултивирана и вратена во првобитна состојба и тоа многу поквалитетна може би од првобитната состојба. Видејќи бенефитот таа сировина што го носи, што може да го донеси, ќе носи многу голем напредок за дадената средина. Од аспект, она што спомна колешката Лепиткова, од аспект на подобро здравство, подобро образование, подобра култура, подобар социјален живот. Сето она што го носи едно модерно живење. Ние мислиме дека можеме да ја соприме напредокот на цивилизацијата? Па нашата планета се движи баш со ресурсите. Заре мислите дека е возможно да возиме сите автомобили доколку ги нема ресурсите? Па ако одите по степенувањето на загадувањето, знаете кај се наоѓа рударството? Во однос на другите загадувачи? Па не може да го најдете на списокот. Денес се предизвиците во глобалното за да кажеме глобалните проблеми во животната средина други, не се тие главните проблеми во животната средина. Затоа мислам дека оние работи кои ни добро доваѓаат на животниот стандард. Сите сакаме да возиме автомобили и сите возиме автомобили. Не водејќи сметка за тоа дали тоа прави проблем во животна средина или не прави проблем во животна средина. Прави многу поголем проблем него од друго што прави. Сите сакаме да имаме модерни мобилни телефони кои ги менуваме на 2 години. Ги фрламе, сакаме лаптопови, сакаме таблети, сакаме се. А не се прашуваме што има во нив. Сето е невозможно без сировините тоа. Сите восови содржат огромна количина на сировини. Огромна количина за сировини. Заре мислите дека нашето, да кажеме, преселување од оваа планета на некоја друга, ќе биде возможно без таа технологија, без тој напредок, кој се базира на тие сировини? Па се што може да видите околу вас, се што може да забележите околу вас, и оваа масла што ја гледате,
И ова е производ на некоја сировина. Зарем че беше развојот на информатиката толку голем, толку рапиден, ако не беа употребени, да кажеме, најбаналните сировини, тоа е SO2 соединението, кој го имате на секој чекор. А придонесе за еден огромен чекор во цивилизацијскиот развој. Денеска, новите генерации на компјутери, на принципот на графен, кои ќе бидат направени, или новите мобилни телефони, на принципот на графен, тоа е исто природна сировина. Прв пат е откриена на површините на графит. Значи, технологијата оди се на повеќе и повеќе. Добро е државата да знае своите потенцијали. Добро е да ги знае сировините што ги има во себе. Бидејќи никогаш не знаете во еднината која доаѓа која таа технологија, која сировина ќе биде на дневен ред, која треба да ја користите. И затоа државата треба да направи максимални напори да добро ја познава својата територија. Јас само еден пример ќе ви споменам да знаете. Српскиот геолошки завод истражува сировини за бакар. Го најдува најголемото наоѓалиште на литиум во светот. Зар мислите дека може да има денеска мобилен телефон без литиумска материја? Дали мислите дека Македонија не вреди да истражува? И те како вреди да истражува. Затоа реков, тие активности во делот на истражувањето, на потенцијалите што ги има државата на своја територија, мора да ги знае. Мора да ги планира во својот развој, бидејќи нема да знаете во кој момент на технолошкиот иновации, на технолошкиот напредок ќе бидат употребени некои за доброто на граѓаните, за да граѓаните живеат подобро и поквалитетно. Сировините имаат само важност доколку се во интерес на подоброто живење на граѓаните. Водејќи сметка за нивното здравје, водејќи сметка за животната средина, водејќи сметка за сето она што значи квалитетно живење. Дали последниот потек со Гевгеличани ќе значи бркање на странските инвеститори кои веќе вложуваат или планираат да инвестираат во Македонија? Од невладината организација Стоп операција Сорос објавија дека вакви референдуми како оној во Гевгелија се планирани и во други општини низ Македонија. Александра Спасевска ги има деталите, да го видиме незиниот прилог. Во наредниот период низ целата држава ќе бидат организирани бројни локални референдуми од страна на невладини организации кои официјално се партнери на Соросовата фондација Отворено општество Македонија. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во државата, велат од организацијата Стоп операција Сорос. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во Република Македонија. Овие Соросови организации ќе отварат многу сензитивни прашања за секој граѓанин, ќе манипулираат со чувствителни теми како што се здравјето и потомството. И сето тоа во пресред на локалните избори. Кога и да се случат тие. Со што ќе се ловат гласови, ќе се креира јавно мислење, ќе се одработува во корист на политичка партија, како и многу пати досега. Сорос повторно ќе крои днината на Република Македонија и нејзините граѓани. На тој начин, нагласи Србов, уште сега ќе ја почнат кампањата на СДСМ и ќе се развива анимозитет и револт кон политичкиот опонент ВМРО ДПМН. Со референдумите ќе се дефокусира јавноста од иранската платформа и редефинирањето на државата. Дека овие невладини организации сакаат да манипулираат со јавноста е пример и последниот референдум кој што се одржа во Гевгелија за отварањето на рудник за злато. Според заменик министерот за економија Христијан Делев, она што се случи во Гевгелија е вистинска лудост. Тој најодговорно тврди дека владата на Република Македонија нема издадено никаква концесија. И ние живееме овде и нашите деца го дишат овој воздух и нашите деца јадат храна од оваа почва. Зарем ние би дозволиле некој да ја загадува животната средина? Намерно. Или било како? Најодговорно ви тврдам. Најодговорно ви тврдам дека нема ни една постапка што владата досега ја усвоила, подпишала, договорила за затворени врати или било што каде што ќе биде на штета на граѓаните или врз животната средина. Според Делев, државата гарантира максимални еколошки стандарди при инвестициите. Тој информираше дека во изминатиот период се издадени повеќе од 300 концесии за геолошки истражувања на територијата на Македонија, а после 40 години ќе бидат отворени 2 нови рудници во земјата, што значително ќе влие врз економскиот развој на државата.
потенцираше дека ниту еден од овие рудници не добива концесија случајно и сите тие се подложни на минимум 16 различни контроли од различни институции. Вие го гледате отвореното студио на телевизија Нова. Кому му пречи изградбата на нови рудници? Од државата велат дека се запазени сите еколошки стандарди при инвестициите. Сепак имам чувство дека во целиот случај има политика. Замешала ли политиката прсти во овој последен случај? Ја кратко можам само да искажам. Овде дебатираме на една висока стручна тема, во која што научната и стручната јавност секој ден ги искажува своите ставови заради вистинско информирање на јавноста. Од наша страна во ова политика нема. Има само знаење и вистина и стручност која што треба да помогне на сите. Дали останатите кои што не веруваат во институциите, не веруваат во знаењето, не веруваат во науката, во стручноста, прават импровизации од сето тоа и влетуваат со навреди и дисквалификации на секој што нешто знае, се едуцирал и вложил дел од средствата од својот живот најмногу, за да може тоа да го представи пред граѓаните. Граѓаните нека просудат сами. Тоа е мојот одговор, меѓутоа знам дека овие луѓе вечерва што седиме тука, дебатираме стручно и секој наш искажан збор се темели на таква стручност. Дали ова е лош показател и лош сигнал кој што Македонија ќе го испрати до присутните странски инвеститори, но и до оние кои планираат да вложат во нашата земја? Во секој случај, доколку постои, да кажеме, нестабилност во општеството и во државата, тоа не е добра клима за инвеститори. Значи, секој од инвеститорите барат да бидат економските, да кажеме, состојби и параметрите во државата малце постабилни. Така да, јас не верувам дека на подолг временски период во делот на природните минерални сировини, во што Македонија го располага како потенцијал, дека нешто значајно ќе се промени. Може би ќе се промени во некои делови, меѓутоа генералната слика нема многу да се промени во еднината која доаѓа, бидејќи знаете како се е поскапо од вистината. Вистината не е ефтината работа. Таа тогаш во краткиот временски период ќе го покаже своето, да кажеме, значење, својата важност. Ние денеска зборуваме овдека за факти, за вистина. Она што го прават сет модерен свет, го правиме и ние. Значи, не правиме ништо друго што прави модерниот свет, развиениот свет. Не имплементираме технологии кои се надвор од она што го прават другите. Имплементираме технологии и се залагаме за технологии кои се важешки во било кои развиени цивилизирани општества. Дали ние ќе успееме да ги убедиме, да кажеме, гледачите и граѓаните во тоа што го кажуваме, ќе видиме. Јас само ќе ви споменам, можеби во светот денес се појавуваат движења кои се нарекуваат Марш за науката. И тоа се организираат во Соединетите американски држави, во некои други земји се организираат. И таму нема многу присутни на маршот на науката. Иако науката е таа која го движи општеството напред. Таа го придвижува целокупното општество напред. Со нивните иновации и технологии кои постојат, таа го придвижува. Меѓутоа, реков, таа не стигнува толку брзо и толку лесно до граѓаните, не стигнува толку до оние луѓе до кои треба да стигне. Јас се надевам дека овие прашања ќе заминат во времето кое доаѓа и дека било кој, да кажеме, што му мисли добро на граѓаните, ќе се наврати на оваа тема, уште еднаш, повторно, бидејќи, реков, Македонија располага со доволно знаење. И тоа не само за македонски услови. Со знаење во овие области кој е равноправно со било кои европски институции. Ние не зборуваме за знаење произведено само за нас. Нашите факултети, кои го изучуваат оваа знаење, кои го предаваат оваа знаење на студентите, предаваат знаење со највисок квалитет. Тоа се елитни установи во оваа област. Реков, не самото за нашето обкружување, него и за сите европски држави. Затоа ќе споменам. Реков, ќе помине оваа неинформираност, ќе дојдат и други денови и други времења, луѓето ќе бидат поинформирани, ќе сватат некои други работи. Ја не верувам во тоа дека значајно ќе се промени климата во инвестирањето. Мислам дека ќе се задржи тој тренд на инвестирање и мислам дека дури можеби во некои сфери, во некои делови, да кажеме, во делот на ресурсите, ќе имаме уште позначени инвестиции. Ако се чавате пред некое време,
имаше, да кажем, производители на опрема од Италија, кои беа во Скопје, кои презентираа опрема за обработка на камен. И тоа се дел од ресурсите. Македонија располага со исклучителни ресурси и потенцијали. Италија располага со технологија, меѓутоа можеби и ние треба да правиме технологија. Мираковски, ако и вие и вашите колеги овде вечерва рековте дека државата се грижи да ги испочитува еколошките стандарди, тоа го покажала практиката, потенциравте дека е важно да се слушне гласот на народот, гласот на локалното население кое сепак живее тамо и дека треба поголема информираност, но сепак зошто вакви реакции, вакви жестоки реакции во јавноста, дали ова е практика и во европските земји, во оние развиени земји кога треба да се гради некој ваков капацитет? Добро. Рударството историски гледано, која е било индустрија со многу пониско ниво, најчесто не во европските земји, да бидеме реални, значи има направено проблеми од доста од посиромашните земји по Африка, у колониите кои што ги имале, или во Папуа Нова Гвинеа имаше големи проблеми еколошки, и најчесто рударството е проблем, така нареченото нелегално рударство е проблем во светот и денеска ја маркира индустријата као загадувачка. Конкретно за производството на злато, нелегалното рударство е загадувачката индустрија и го одбележува проблемот на недобрите еколошки перформанси на производството на злато. Тоа е стар процес на амалгамација, користење на жива, кој што индустријски е комплетно напуштен повеќе од 40 години. Меѓутоа, ради богатството што го има, или парите што ги носи у сиромашните држави, у државите кои не можат добро да ја регулираат, тоа е и такако интензивен процес, ден-денеска, и прави големи проблеми. Од друга страна, пак ќе кажам, локалното население мора да се согласи со тие инвестиции, и тоа треба да биде еден фер, отворен разговор у кој индустријата, и ние имаме примери у кој индустријата одлично живее со локалните заедници. Имате ги у Македонија. Мислам да идеме до Македонска каменица, Радовиш, па да ги прашаме луѓето дали сметаа дека таа индустрија е корисна за нив или не. Ја верувам и у многу други. Имате у Китила, у Финска, што го спомна професорката, Китила у Финска е рудник, најголем рудник на злато, кој што користи, спомнав, цианидизација као процес индустријски, не е див процес или на купови и така натаму кој што го прикажуваат. И Китила има направено аеродром за скијачки центар и дел од вработените, пошто Финска е ладна земја, зимно време с дел од тај скијачки центар работат заедно. Значи, одржливоста е една од главните работи која што мислам дека ја краси веќе модерната индустрија. Тоа е индустрија што рапидно се менува, како што се менува и културата у светот. Значи, за луѓето, ја не би сакал да купам, не знам дали има, не би сакал да купам златен прстен ако знам дека ради тој златен прстен некој дете или има огромни подрачја опустошени од шума и така натаму. Меѓутоа ние сме и генератори на потрошувачката на тие работи. За бакарот конкретно ние имаме дома сите по 100 килограми бакар, тоа се проценки. За да направите нови технологии, што го спомна литиумот, за да направите ветерница која што е еколошки прифатлива енергија, ви требаат околу 5 тона бакар, кој што мора да го произведете. Дел се рециклира, меѓутоа дел мора и да се компензира со нови сирови минерали, и тоа е факт. И ние ако сакаме да го правиме, да го менуваме светот, ќе мора да ги користиме. И сите ние, јас верувам, целата научна јавност, не само во областта на рударство, геологија или било која друга струка, сите се залагаме да и оваа индустрија и било која друга индустрија биде максимално одржлива. За жал, колку успеваме у тоа е нели предмет кој што ќе го покаже историјата. Ние, меѓутоа, многу често имаше проблеми со биодизелот. Например, биодизелот го исфрлија као елегантно намалување на проблемите со недостатокот на нафта. Меѓутоа, испадна да ги изголеми цените на прехранбените продукти. Значи, па сега малку таа приказка е сменета. Значи, у секој случај, ние мора ресурсите да ги користиме паметно. Ако не може тие ресурси у дадениот момент да се искористат, не треба да се користат и не треба по секоја цена да се форсира експлоатација на нешто кое што не може у дадениот момент со дадените технологии да биде безбедно. И луѓето тоа мора да го прифатат као безбедно.
Зборувавме најмногу вечерва за еколошките аспекти, за економските моменти. Претходно Липиткова рековте дека во овој случај не гледате политика, бидејќи имавме можност од академската фела директно да ги слушнеме сите ставови, искуства и се она што се однесува на стандардите. Од наша страна нема политика. Така, но сепак тоа сакав да ве прашам дека од невладината организација Стоп операција Сорос обвинија дека зад овој случај стојат невладини кои што се финансирани од странски пари, кои освен ова во Гевгелија ќе го направат и во уште неколку други општини и дека целта е да се избркаат странските инвеститори. Ние ќе бидеме таму да им објасниме на граѓаните. Јас повикувам граѓаните да ја чујат вистината, да ги слушнат фактите и да прашаат се што им е непознаница. Меѓутоа да ја прашаат стручната јавност. Кога во една дебата ќе слушнеш лични дисквалификации, те повикуваат да слушнат факти, а од тоа најмалку има нешто, тогаш секогаш длабоко во себе се прашува што е позадината. Меѓутоа, едно сакам да порачам, ние експертите сме затоа тука, ние сме професори зад кои стојат студенти, сегашни и идни, и ние нема да покажеме страв и нема да покажеме одстапување од тоа што е знаењето. Ќе бидеме присутни секаде, каде што ќе чувствуваме дека треба да бидеме и каде што ќе бидеме повикани, се во функција да ја кажеме вистината и да го покажеме знаењето и на тоа да се базира развојот на оваа држава. И тоа е една доверба што треба да ја градиме сите, тоа е кохезија што ќе не носи напред во развој. Ако однапред постои бариера, ако однапред постои желба на некого да не му верувам, ако нема дискусија, ако нема спротиставување на аргументи, ако има само намера за дискредитација и дисквалификација, тогаш времето ќе покаже зашто граѓаните ќе се определат. Јас силно верувам во моќта на разумот на македонскиот народ и дека тој секогаш и во најзатурените места каде што некој мисли во овој момент, не случајно се избрани одредени локации, дека тоа население не е толку, не гледа телевизија, не е толку едуцирано, не ги следи овие токови, па ќе поверува на некоја друга вистина. Во овој момент може би ќе биде така. Јас повикувам да не се користат методи кои што ќе прават штета на државата и на самата локална власт со намера. Со намера на не дека не се знае, туку со намера да се наштети. Да преовладева разумот, за да можеме од тоа бенефит да користиме сите, пред се нашите идни генерации. Тоа е мојата порака. Професори, ви благодарам што вечерва бевте со нас и со нашите гледачи. Мислам дека им објаснивме и ги расчистивме сите оние дилеми и отворени прашања кои деновиве провајуваа во јавноста. Благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Благодарам. Почитувани, вас ве поканувам да останете на оваа фреквенција. За кусо ќе ги имате најновите информации и вести. Со вас ќе биде Иван Лазаров. Гледајте телевизија Нова.